Здраво на сите, среќна нова година, не знам кога излегува видеото, ама и среќен Божик, среќни празници, добро дојавте во првото видео за 2025 година. Претпоставам дека ако сте веќе влезени во видеото, сте обседнати денове со Squid Game. Ако случајно не знаеш, искочи втора сезона, ова видео ќе има спойлери, затоа што ќе зборуваме за работи кои откако си изгледал, си ги пропуштил, најверојатно, така што ако не ти е изгледано или догледано, догледај, изгледај, па врати се на видеото. За првата сезона имавме 3 видеа што поминаа одлично, па си реков барем едно за оваа мора да има. А сега одиме со видеото да ти кажам што пропушти. Во првата игра со куклата, главниот лик го вади Забот за да провери и види дека му е отстране тоа тракерот од Забот и тогаш заплашено гледа во камерата и ги изговара зборовите ко готов сум и камерата зумира во него. Скрос истото се случи во сезона 1, во играта со колачињата, кога виде дека му се падна најтешкото колаче чадорот и пак погледна исто во камера, пак ги кажа истите зборови готов сум и пак камерата идентично зумираше во него. Значи скрос истиот кадар, само две различни сезони и истата реченица изговорена. После играта со куклата, сите се исплашени, само главниот лик станува и кажува дека според член 3 на подпишаниот договор имаат право после секоја игра да гласаат за да си одат. Начинот на кој што стана и го кажа тоа повторно е идентичен на сезона 1, само не го кажува он во сезона 1, туку го кажува Сенгву кога стана и скрос исто така го кажа истото, повторно повикувајќи се на член 3 од договорот. 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 맞습니까? Третово нешто што го ставив е нешто што не е од серијата, ама нешто што најверојатно не го знаеш. Ако отидете на Google и напишете Squid Game 2, имате доле картичка и ако ја стиснете, почнувате да играте играта со куклата. Мене мислев дека ќе ми работи само на компјутер, ама го напишав и на телефон и ми го даде истото, само така малце некако позумирано, така да би требало да ви работи кари да пробате. Едно од најголемите изненадувања оваа сезона беше тоа што нели главниот фронтмен реши да игра во игрите. Но зошто? На крајот на сезона 1, кога дознаваме дека стариот е креаторот на игрите и ни покажувате на меморија каде што фронтмен го прашува стариот ко зошто сакаш да играш и стариот му вика нешто ко најдобриот начин да ги уживаш игрите е ако самиот играш. Па најверојатно тој со таа реченица уште тогаш некако навестува и му влијае на него да игра оваа игра сега. Најпоследната сцена што ја гледам од сезона 2 и нешто што мене најмногу ме интересира и најјако ми изгледа од се е машката кукла што се појавува. Што е машката кукла? Зошто е машката кукла? Што ќе прави таа машка кукла? Ова оставам да ми пишете и вие во коментари ако имате некаква теорија или ако можеби знаете нешто повеќе за ова. Јас прво мислев дека ќе играат пак жмурката, само што овој пат наместо да имаат напред женска кукла ќе имаат и кукла и од позади, затоа што нели нивната главна стратегија беше да се редиме по големина, па помалите не кидат позади, за ако случајно некој мрдне да не се види, зашто куклата не може да упака нешто што не гледа. И мислев дека ако има од позади кукла ќе биде многу потешко, ќе ги гледа дури и тие. Па си викам дали би го направиле пак исто да само потешко, ама ми нема многу логика, така да најверојатно и не е тоа. Тоа што јас успев да го дознам до сега е дека машката кукла е дечко на женската кукла и дека се карактери од стари книги за деца во Кореја. Па сега што ќе прави машката кукла и каква игра може да има со нив, погодувајте и вие. Во епизода 4 Танос го тепа јутуберот, али јутубер MG Coin со крипто, значи не се нормални. Тепачката ја прекинува играчот 001, тоест фронтменот, нели? И ситуацијата ескалира кога Танос му кажува на фронтменот да иде дома и да си ги воспитува своите деца. Кога не ми кажува и мене што да правам, туку иде дома твоите деца воспитувај си ги. И во истиот момент братот збеснува и го тепа јако Танос. Благодарение на брат му на фронтменот, ние знаеме дека жената на фронтменот има починато додека била трудна. Значи изгубил дете пред многу години, па таа реченица баш му засмета за толку да збесте со Танос. Ние во првиот момент кога го гледаме тоа, валја не си го поврзуваме тоа така. При крајот на сезона 2 дознаваме дека рибарот е кодош и дека работи за фронтменот и затоа уште од старт ја саботира целата работа на полицијата. Тој повеќе од 2 години додека деме го барал островот, баш напротив, успешно го криел островот, никогаш да не го најдат. Од тука може дури да се претпостави дека фронтменот го најмил рибарот уште оној ден кога го упука брат му во рамо, намерно во рамо, нели, за да не го убие, па кога ќе падне во вода рибарот одма да го спаси. Ништо чудно. На сите во глава ни остана оваа песна. Но од каде доаѓа? Како што и најверојатно претпоставувате, тоа е позната корејска детска песна и еве сега кратко ви издвоив да слушнете како изгледа песната во оригинал.
Нешто што јас се изнервирав додека гледав е кога на главниот лик одма нели му го трга тоа тракерот од забот, без он воопшто да знае да осети дур бил успеен ваljda. А на играчи како Танос има да си носи во тоа ланчето колку сака дрога или онаа мајката што си има во пунџата цел нож донесено. Прво мислев дека е нефер, мислев дека е некоја грешка или пропуст, ама после сваќам дека не е никаква грешка или пропуст, тука едноставно нели оние VIPs, они сакаат забава, они сакаат шоу, па колку повеќе наследство толку подобро за нив. И кога ќе имаш ти апчиња што може да предизвика брато да забега скрос и да биде насилен, или оваа што има нож да исто така да предизвика насилство, тракерот никако не им помага и никако не им носи ништо добро за нив да гледа, туку напротив баш им одмага, така што ете зошто некој не може да бутне работи во играта да има, а некој може. При крајот на сезоната гледаме како умира играчот број 246. Но дали стварно умира? Кога ќе видиме кој го убива, гледаме чувар со триаголник на глава, па голема веројатност тој триаголник да е баш типката што ја познава ќерка му. Знаеме колку она се поврза со ќерка му во оној Луна паркот и колку и во изминатите епизоди неколку пати го погледа на него, така што е многу веројатно да го пукнала на место што не би го убило, па после тоа доле кај што ќе располагаат со органите некако барем да проба да му помогне да избега во сезона 3. Ја тоа го замислувам дека она можеби некој ќе проба, па ќе ја фатат, па ќе го убијат, сепак не знам, ама да, сигурно ќе има нешто со тоа. Сигурно може ќе проба да го бутне, таму вајде ќе има премногу тела, он ќе биде меѓу нив и она ќе проба некако да го шмукне. Не знам што е планот, ама сигурно нешто ќе има со тоа. Главната причина зашто многу луѓе критикуваат сезона 2 е затоа што завршува без да заврши. Завршува на сред дејство, кога игрите уште не се завршени, ама ако не знаете, еве Чичко Стефан ќе ви каже зошто е тоа така. Креаторот на серијата уште одма си кажа, јас снимам сезона 2 и 3 истовремено. Он ги снима истовремено, ги монтира истовремено, си ги има истовремено и тоа е една цела негова приказна. Он ја прави истовремено и после само си го дели на два дела, најверојатно не ни дава ко сезона, ко втора единствена сезона со 15 епизоди дијаме, туку уште помпаметно да и да се одложи нели хајпот на серијата, подели си го на два дела, од сезона 2 и сезона 3. Е се разликата со сите други серии што нема да чекаме 1, 2 или 3 години кои што чекаме за некои серии, туку ќе го добиеме ова ко за 5 месеци од сега, излага годинава секако. Месецот официјално мислам дека не е потврден, ама се шушка дека ќе биде мај, јуни или најкасно јули. Така што мислам дека најкасно во јули ние ќе имаме зелена сезона 3. Пола година ќе летне вака, така што пола година да чекаш една сезона не е ништо и јас еве чекам. Многу од нас се прашуваат зошто играчот број 388 на крајот само така замрзна и не правеше ништо во најнапнатата ситуација. Изгледаше дека тоа му се случи само на крај во најголемото пукање, ама ако видиме малце претходно ќе го најдеме како исто така замрзнато се крија во собата, додека сите останати пукаат. Едната теорија е дека е нешто травматично што му се случило за време на војната во која на почеток нели ни кажа дека учествувал, а другата теорија е дека од некоја причина скрос лажал дека е војник или дека имал било каква обука. Ја повеќе верувам во на првата теорија, најверојатно би дознале во сезона 3 затоа што стварно во клучен момент се замрзна братот, не ми е нешто воопшто интересно неговата приказна, ама сигурно ќе го објаснат тоа. Се надевам само што е можно пократко, зашто стварно не ме интересира многу за него. И за крај да ве научам нешто за еден од моите омилени карактери, најиконични карактери на сезона 2 што ќе се памти. Танос. Дали знаеш дека Танос е стварно рапер? И тоа многу познат во вистинскиот живот. Уметничкото име во вистинскиот живот му е Топ, напишано со точка помеѓу секоја буква, а најпознат е по тоа што бил во бојбенд под името Big Bang и тоа многу години. Но во 2017 година се менува се кога добива казна од 10 милиони и 10 месеци затвор за користење на марихуана. Поради оваа казна, Топ во 2022 година изјавува дека се повлекува од групата. Сега се враќа на сцената преку Squid Game и многу во Кореја се бунат за тоа и се уште го неќат поради скандалот што му се случил. Појма немам, валјда има и повеќе позадина од само тоа што го спомнав. Па креаторот на серијата изјавува дека има само пофални зборови да каже за него, ама сепак го повлекуваат од цела кампања што случува во серијата, затоа што сега ги гледате сите насекаде, сите глумци од серијата деновиве прават 50 интервјуа, гостуваат на секоја можна телевизија низ цел свет, ама на Танос му е забрането да збори серијата, забрането да оди на промо за серијата. Поради тоа од 2017
година што уште му се влече, така што они тука завршува, така што најверојатно и нема да го видиме сезона 3 никако, не може да го видиме, така што. Штета како не остане негов жив, значи Вилјушка е неговиот најголем противник. Вилјушка. Зошто воопшто имаше Вилјушка? Зошто воопшто имаше Вилјушка? Луѓе јадеа што беа тие ко суши роз, ко орис. Орис или јадеш, не знам, со раце можеш да го јадеш, значи тоа се онакви или со онакви нели кинески стапчиња. Зошто Вилјушка? Дали тоа е пак причината зашто имаше Вилјушка, затоа што главната цела еве ви оружје испубите се да не биде поинтересно да гледаме. Не го разбрав ни тој дел, еве ако имате вие повеќе некоја причина друга за Вилјушка да кажете. Пишете во коментари. Тоа беше се за ова видео. Слободно пишете во коментари дали вие дознавте нешто повеќе, искоментирате нешто од ова, ставете лајк овој ако ви се свигаше ова видео, субскрајбнете се за уште видеа и ние се гледаме следното. Чао.